Се остава време граѓаните кои работеле во странство и кои треба да платат данок на доход да може да обезбедат докази дека за нив е платен данокот од компаниите во кои што работеле. Ова го изјави директорката на управата за јавни приходи Елена Петревска, која рече дека ваквиот договор е постигнат во петокот на средбата со нив. Од 1100 граѓани кои што работеле во Авганистан и Ирак, околу 200 имаат поднесено докази, но што со оние кои не можат да ја обезбедат доказите? Постојат и други засегнати граѓани кои што не успеале да обезбедат соодветни докази од компании во кои што работеле и постигнавме заклучок да ни достават и листи од тие граѓани, податоци за компаниите во кои што биле ангажирани, за да повторно им излеземе во пресред и да направиме напори за проверка и на проверки дополнителни за тие граѓани во смисла на тоа дали имаат платен данок во другата држава. Петревска вели дека нема податоци колку пари се досега собрани од наплата на овој данок. Сепак додава дека решенијата кои што ги добиле нема да им предизвикаат дополнителни трошоци, односно немаат рокови и со тоа нема да им се пресметува камата. Тоа се аконтативни решенија кои што кои што ќе бидат заменети со конечни годишни решенија за 2020 година. Ние ќе го генерирањето или изготвувањето на тие конечни годишни решенија кои што ќе се однесуваат на корекција на годишната даночна пријава за 2022 година ќе го поместиме тој процес или тоа действие до добивањето на одговорите и до завршување на целиот овој процес кој што го започнавме за да ги провериме потребните докази и податоци. Граѓаните кои работеле во други држави, најмногу во Ирак и Авганистан, велат дека со години не живеат во земјава и затоа не треба да бидат третирани како даночни обврзници. Тие во петокот одржаа средба со Петревска, но оттаму излегоа незадоволни. Решение не успеавме да најдеме. Денеска бевме тука повикани да имаме една презентација како управата за јавни приходи, како работи, како ги спроведува законите, фактично всушност беше една семинарска средба. Не учија како да постапуваме со законите, со тие решенија и така. Така да ние донесоме докази, тие велат дека ги имаат, ги разгледуваат, веќе месец дена ги разгледуваат. Немаме никаков одговор. Досега овие граѓани одржаа неколку протест и тоа во Тетово и во Куманово, градови од каде што најмногу има лица кои работат во странство. Тие бараа поништување на решенијата за данок, бидејќи, како што рекоа, неправедно се оданочени.